Три работи. Што на колешке, првата работа, која што претходно спомнавте, временскиот период кога би се држала таа. Јас во интерес на јавноста разговарав секој координатор на пратеничка група уште мејутата недела и кажавме дека ќе имаме текот на оваа или почетокот на следната недела јавна расправа во зависност од тоа кога ќе помине на прво читање на пленарна седница, бидејќи принципијално не сакам да правам нешто кое што го нема актот и поддршката на пленумот и да нема добиено. Тоа ќе случи, претпоставувам, денес или утре кога ќе имаме седница. Ова е со временскиот период тогаш, но за луѓето кои што сакате вие како пратеничка група да присуствуваат тука, секогаш биле повикувани од прв до последен. Значи колку опозицијата побарала експерти, невладини организации или било што друго, сите биле од прв до последен поканети, тоа е во интерес на вистината. Второ, кој сакам да го истакнам, бидејќи го спомнавте, е во врска со работните групи. Сакам да бидеме на чисто сите овдека присутни, а тоа е следното. И трите закони поврзани со јавната администрација за кои што имавме јавна расправа. И законот за висока раководна служба за кои што имавме јавна расправа. И закон за кривична постапка. Но пред се и законот за безбедност на патиштата и сообраќајот, за кои што исто така имавме јавна расправа, беа поканети, беа присутни работните групи кои што учествувале на тоа законско решение. Например, пред 2 недели имавме јавна расправа поврзана со законот за висока раководна служба, кој што е се уште на ЕНЕР во рамки на владата. Сите кои што го приготвувале, односно го подготвувале тоа законско решение како работна група си беа тука присутни, дури дел зема збор. И трето, кој што го апострофира, се сакам да се придесаме тоа дека праксата во ова собрание, впрочем кога бевте и вие председател на оваа комисија, беше да ги повикаме експертите, ги повикаме невладините организации, имаме со нив дебата која што ние слушаме, а тие ни кажуваат нивните видувања, затоа што тоа е пракса во собранието, да не излезе дека ние сме викнале овдека, не знам, професори, сме викнале обвинители, сме викнале невладини организации, а монополот на говорницата да го имаат пратениците кои што секако може да имаат или комисија, или работно тело, или пленарна седница, и нели од тие побуди и од тие причини ги повикуваме да ги слушнеме и при тоа ние изготвуваме амандмани. Впрочем, вие како пратеничка група за законот за кривична постапка, за кој што исто така организиравме јавна расправа, 2 забелешки кои што ги дадоа експертите или професори, беа адвокати, точно не се сеќавам на факултетот за збор, вие ги преточивте во амандмани, а ние како мнозинство ги прифативме тие амандмани и сметам дека тоа практично представува демократија во кој што секој неговиот предлог е интегриран во рамки на законското решение, со цел тоа законско решение да има поголема поддршка помеѓу граѓаните, се разбира, она што ни е крајна цел и крајен бенефит, а тоа е да имаме еден подобар систем во кој што веруваме сите, независно кој што работиме во рамки на општеството. Се разбира, секој предлог вреди внимание и ќе поразговараме во следниот период дали и на кој начин ние би можеле да ги комуницираме тие експерти кои што доаѓаат, дали тоа било на мејл, дали било на говорници, иако сметам дека второто не е добро, бидејќи сметам дека кога некого го повикувате на гости, го повикувате проборно да дојде и да каже што мисли, тој претходно се припремал, зборувал и сега тој да дојде тука, а пратениците да зборуваме претходно 2 часа или час и половина, мислам дека тие причини до сега беше пракса да разговараат само гостите, но тука сме ќе разговараме и нема никаков проблем. Да, ќе ви дадам процедурално само уште на реченица имам да кажам. Наистина се гордеам тоа што Комисијата за политички систем, како никогаш досега во собранието, како ни една друга комисија во рамки на собранието, дава нов квалитет и нов пример за работење на собранието, во кој што секој едно поголемо законско решение, кое што тангира една поголема целна група и тоа како е изложено на јавноста, изложено е на критики, на пофалби и на сугестии и така ќе продолжиме во следниот период.